Со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе, христијанските верници го слават најголемиот празник Великден. Воскресението Христово на полнок беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, како и во другите христијански цркви во земјава. Традиционално централната литургија беше во соборниот храм, а со неа чинно начелствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Таму е Сандра Спасовска. Сандра, очекувано, храмот и ноќеска на полноќ, а и утринава беше полн со верници. Да, Тања, православните верници денеска го одбележуваат најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден. Се наоѓаме во соборниот храм, спомена и ти во најавата, тука синоќа се одржа централната манифестација и утринава тука имаше литургија, меѓутоа и во овој момент може да се забележи дека во соборниот храм и натаму доаѓаат верници кои што оставаат вапсани јајца, палат свеќа за здравје, мир, спокој. Синоќа точно на полноќ беше означено Христовото воскресение, а верниците со вапсани јајца се кршеа со јајцата и со поздравот Христос воскресна, навистина воскресна, тие си го честита големиот христијански празник. Денеска тука утрото започна со литургија, но не само тука во соборниот храм, туку во сите цркви ширум државата, сите манастири, а и имаше и свечена миса во католичката црква. Ова утринска литургија тука во соборниот храм ја следеше колегата Јорданчо Цветановски, па повеќе детали за тоа како течеше утринската литургија, меѓутоа и како синоќа верниците го прославија Христовото воскресение, ќе видиме од неговиот прилог во продолжение. Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Најсреќната вест за Христовото воскресение, дека смртта со смрт е победена, им даде надеж на верниците за подобар живот и среќа. Оваа година Великден е посебен. И католиците и православните верници заедно го прославија најголемиот христијански празник. Честит празник Воскресение Христово! Христос воскресе! Алелуја! Одрано утринава по биењето на камбаните верниците заминаа во црквите. Свештениците во белите одежди ги читаа посланијата. Централната литургија традиционално беше во соборниот храм, а со неа чинно начелствуваше поглаварот на МПЦ господин Стефан. Се спомнаа и тешките поминати денови за жртвите кои ја завија Македонија во црно. Трагедијата во Кочани која го сплоти народот ја покажа големината на оние кои помогнаа во несреќата. Трагедијата за кусо време како ретко кога го сплоти во тага и во молитви сиот наш народ, но и сите оние кои сочувствуваа со нас. Истовремено, Кочанското страдање на најсуров начин повторно не соочи со немилосрдната стварност на смртта. И во овој миг да се подсетиме и на оние кои што го жртвуваа и сопствениот живот за да спаса што повеќе други животи. Во нив силно заблеска евангелската порака од љубовта кон ближните, упатена од воскреснатиот Господ. Великден е празник кој ги собира фамилиите. Родителите со топлина ги чекаат своите чеда на гозба. На трпезата се е најубаво подготвено, а со црвените јајца ги чекаат нивните најблиски. Се посакува здравје, среќа, љубов и сите жели да бидат исполнети. Посебно се поклонува внимание на младите да бидат постречни, подобри и сите нивни жели да бидат исполнети. Среќа, радост, све најдобро се сакам. Ми беше многу убаво. Да видиш со Бог. Најважно е тоа. Здравје, убавини, све да дава Господ, а тоа го дава. Прво многу си поминаме, а второ што сакам да бидат сите здрави и живи, да има мир во оваа држава, да се сплотиме сите заедно. Среќа, радост, слога и љубов. Друго не треба ништо. Христијаните се поздравуваат со Христос воскресна до Спасовден, во надеж и мир дека ќе имаат среќно лето Господово.
Сандра, честитки стигна во обичаено државно-политичкиот врв. Многумина од нив овој Великден го дочека во Охрид. Да, Тања, би рекла дека речиси секоја година државниот врв е тука во соборниот храм, меѓутоа оваа година председателката на државата Силјановска Давкова заедно со премиерот Христијан Мицковски, неговото семејство, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, министерот за транспорт Александар Николовски и охридскиот градоначалник празникот го мина во Охрид, односно Христовото воскресение го дочекаа во црквата Света Богородица при Влепта во Охрид, а со порака за сплотеност, меѓусебно почитување, солидарност, тие го честитаа празникот на сите верници. Тука во соборниот храм утрово беше присутен само поранешниот председател на државата Ѓорѓе Иванов. Честитките од државниот врв ни ги пренесува колегата Здравко Димитров. Великден да донесе утеха заеднички да ги надминеме сите потешкотии, порача председателката Гордана Силјановска Давкова во својата великденска честитка до христијанските верници и до поглаварите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан, на католичката Киро Стојанов и евангелско-методистичката црква во Македонија Емил Заев. За време на великденскиот пост ни се случи досега незапаметена трагедија во современата историја на нашата татковина. Наискрено се надевам дека Великден ќе ни донесе утеха, добра мисла и оптимизам, сплотени и солидарни да ги надминеме искушенијата, да покажеме дека од несреќата и неволјата можеме да излеземе помудри, подобри и похумани, да правиме добри дела и да им помагаме на сите кои имаат потреба од помош и поддршка, напиша председателката. Силјановска заедно со премиерот Христијан Мицковски и министрите Николовски и Тошковски Великден го дочекаа во црквата Света Богородица Перивлета во Охрид. Мицковски беше заедно со своето семејство, а во честитката до господин Стефан испрати пораки со желба воскресението да донесе радост и благослов до срцата и домовите. Воскресението на нашиот Спасител е вечен символ на победата на животот над смртта, на светлината над темнината. Нека оваа Пасха донесе духовна радост, мир и благослов во секое македонско семејство. Нека светлината на воскресението биде водилка во нашите заеднички напори за изградба на праведно и хумано општество, се наведува во честитката. Честитки до христијаните и поглаварите на црквите испрати и председателот на СДСМ Венко Филипче. Великден е празник кој ни дава сила и носи надеж за нови и подобри почетоци, за справување со предизвиците. Символиката на Великден кој ја слави победата на животот над смртта носи силна порака за важноста на меѓусебното почитување и грижа. Токму овие вредности се основата за создавање на подобро општество за сите преку добри дела и посветеност. Стои меѓу другото во честитката на Филипче. Великден е можност повторно да се потсетиме дека заедничките вредности како што се меѓусебното почитување, солидарноста и човечката добрина се суштински за напредокот на секое општество, порача во честитката председателот на собранието Африм Гаши, а честитки до верниците за празникот Упатија и партиите. Сандра, секако главниот символ на Великден се црвените јајца, но и традиционално трпезите денеска се преполни. Да, Тања, традиционално денеска верниците се кршат со црвени вапсани јајца и покрај тоа трпезата секогаш кај голем дел од граѓаните има и јагнешко месо, меѓутоа ете ако не е јагнешко, можеби тоа е свинското месо, па оние кои што изминативе 40 дена го држеа оној великденски пост, денеска треба да внимаваат со исхраната, да не внесуваат многу масна храна и многу тешка храна. Тоа беше еден од апелите на лекарите изминативе денови, да се внимава што се внесува и во колкави количини се внесува мрсната храна, поготово за оние кои што 40 дена постеле. Би кажала тука само дека иако имаше поплаки од страна на граѓаните, се жалеа на високите цени изминатиот период, пред се на месото, сепак се очекува и оваа година, како и сите трпезата за Великден, каде што се собира целото семејство, да биде полна. Јас уште еднаш би го честитала само за крај празникот на сите верници. Христос воскресна, навистина воскресна. Тања, доколку немаш други прашања, а тоа се засега сите детали од тука. Сандра, ти благодарам.